И Металург слави против Динамо Минск. Металург се врати во очекуваниот победнички ритам по триумфот над Динамо Минск во Скопје, во надпревар со многу голови и со многу технички грешки на двете екипи, дуел во кој што ниту еден голман на двете страни не беше на препознатливото ниво. Македонскиот вице-шампион го совлада белорускиот шампион со 33-29. Наумча Мојсовски со 7 гола беше најпрецизен кај Металург, по 6 гола постигнаа Павел Атман и Ренато Вугринец. Своја вечер имаше и Гоце Уилевски, кој што доби шанса од Лино Червар и ја искористи максимално, со 5 гола и со неколку одлични интервенции во одбраната. Кај Динамо Минск непрецизен беше Рутенка со 7 гола. Еден гол помалку постигна Нинчевич, но сите 6 во првото полувреме. Победата што беше императив пред стартот на сезоната во надпревар во кој што мораше да се освојат бодови, со оглед на тешката група во која што настапува нашата екипа, беше извојувана потешко од очекуваното, но ќе придонесе за враќање на позитивната атмосфера по поразот од Барселона и воедно предвојната пресметка со вечниот ривал Вардар. Игравме против еден квалитетен противник, како што видовме сите, Динамо Минск. Игравме со нив прошлата година, значи драстично променет состав имат од минатата сезона, значи овие бодови нас многу ни значеа, значи ни даваат еден чекор понапред за понатамошен пласман во групната фаза. По триумфот над Динамо, Металург се искачи на втората позиција на табелата во групата С со 6 бодови. Лидер е Барселона со 7 по победата на гости кај ПСЖ со 33-29. Вардар е на третата позиција со 4 бодови, по победата кај Тун со 37-24. 4 бода има и Динамо на четвртата позиција пред ПСЖ со 3 и Вакертун кој се уште нема бодови. Имаме малку време да се стабилизираме, да се одмориме за тој двомеч со Вардар. Има пауза сега, ЕХФ недела е со репрезентација. Значи имаме време да гледаме, да ги гледаме нивните страни, послаби страни, појаки страни кои се, да ги анализираме и добро да се подготвиме за тој меч. Во наредните два дуела во Лигата на шампионите играме против екипата на Вардар. Двата меча ќе се одиграат во спортскиот центар Борис Трајковски. На 14 ноември сме домаќини, а на 24 ноември ќе гостуваме.